Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути на програмата на ТВ канал од ВИС, а наша вечерашна гостинка во оваа емисија Танкица Стојанова, прв човек или директорка на Националната установа Центар за култура Антон Панов. Танкице или може со Танкице? Може. Слободно. Добро вечер и добре дојде во емисија. Какво е чувството после 2 месеци од стапнувањето на функцијата директор на Националната установа Центар за култура Антон Панов? Адаптацијата помина, претпоставувам. Така е. Прво ви благодарам за поканата. Чувството е искрено измешано. Така, се уште? Се уште, бидејќи уште тоа е новост за мене, и не е мала работа да се биде директор на Центарот за култура Антон Панов Струмица, каде што е преголема одговорност, бидејќи треба да одговориме на потребите на граѓаните. Така. И одговарате ли? Мислам дека да. Се надевам дека со сите тие позитивни критики од страна на граѓаните за овие 2 месеци, мислам дека успеваме да одговориме и дека во иднина ќе се потрудиме да биде подобро. Барем од некаква дистанца, од моја дистанца, гледам дека нештата се во ред, функционираат нештата како што треба. Нема да се подсетуваме на претходната година, на се што се случуваше во Антон Панов, и убаво е тоа да се види дека е така. Бидејќи 2 месеци се на оваа функција, кажи ми што се случи во овие 2 месеци? Во овие 2 месеци првиот момент беше адаптација од моја страна, а друго нешто поголемо што ни се случи беше светскиот познат Раде Шербеџија, што беше еден многу убав почеток за мојата, така да кажам, сегашна кариера. Убаво твое огнено крештевање за тебе, нели? Да. И веднаш беше прекрасно. Топ настан, нели? Да. Исто така излеговме со премиера на представата Паника во Хотел Палас, во режија на Коле Ангеловски, каде што е врвен режисер и колегите се маестрални во представата. Се надевам дека сте ја гледали или дека ќе имате можност да ја гледате. За жал се уште не. Тешко се доаѓа до карти. Веќе поминаа неколку репризи, нели, од представата, но тешко се доаѓа. Но веќе ветив дека ќе дојдам, и Коле Ангеловски ми е пријател и сакам да видам убава комедија, ми недостасуваат комедиите во театарот. Не дека си е наша и дека си ја фалам, ама многу е добро. Многу е добро, нели? Веќе имам јавување од други градови, мои пријатели кои велат, обезбеди ми карти, заедно да одиме на представа, велам и јас не сме гледал, да ќе одиме заедно. И супер, се надам дека тоа ќе се случи во блиска иднина. Додека ја снимам оваа емисија, вечерва има уште една реприза, нели? Но некои други интереси ќе бидат предмет на ваш интерес во наредниот период, затоа малку подоцна. Освен представата, освен Рада Шербеџа, што друго се случи, имаше и други настани? Така е. Значи имавме настан меѓународна изложба Пријателство, каде што беше организирана во Центарот за култура. Исто така, значи се правеа и патронати, каде што синоќа имавме патронат на општинското училиште Сандо Масев, да. И беше една многу добра манифестација. И не само тоа, оно што го забораваш е оно што си дел од него, а тоа е Црвениот крст. Тоа беше во понеделникот, исто така прекрасна манифестација. Не дека толку години сум во Црвен крст, но навистина докажавме дека уште еднаш младите знаат да направат нешто и сум среќна што во Центарот за култура влегуваат толку млади. Супер. Некој ќе каже, каква врска има сега директорката и каква врска има Центарот за култура Антон Панов со една прослава на патронат, со една годишнина од денот на светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина, но сето тоа треба да се изменаџира, треба да се биде добар домаќин, така ли е? Така е. Сепак вратите се отворени за сите. Нештата си одат по правиот тек,
Но она што е интересно да се каже, а тоа го дознав од тебе, е дека театарот кој работи како дел од Центарот за култура Антон Панов се подготвува за нешто значајно. Што е тоа? Така е. Тоа е престижниот фестивал овде кај нас, Војден Чернодрински во Прилеп, каде што бев пресреќна во вторникот не селектира за да бидеме дел сега од овој фестивал. 56-то издание на фестивалот и е голема чест да се биде дел од еден таков престижен фестивал овде во Македонија. Со која представа? Со представата Марија Браун во режија на Драгана Таневска. Тоа значи и директорката ќе игра на сцена. Да. Супер. И веројатно сега ќе има повторно проби на оваа представа. Мора значи да се подготвиме. За да не се заборават текстовите, нели? Сега на 17 ни е планирано да се игре пак Бракот на Марија Браун, за истромичката публика сепак да ја види представата, уште еднаш. И чест и задоволство е дека помеѓу 19 представи, каде што селекторот Иван Додовски ги гледаше, сме избрани токму ние. Супер. Јас ви посакувам многу успех. Редно е да дојдете од овој фестивал, кој на времето беше единствениот театарски фестивал во Македонија, да дојдете со некоја награда, па толку ќе се израдуваме на тој успех. Со оглед на тоа што ние постарите памтиме многу одамна и знаеме како се враќаше Струмичкиот театар од тој фестивал. 70-тите години, секоја година прво место, секоја година најдобра представа, секоја година најдобар актер, најдобра актерка и така натаму, и тоа траше цела една деценија. Убаво би било кога ќе се врати тоа убаво време во Струмичкиот театар. Марија Браун е одлична представа и јас се надевам дека ќе оставите Бракот на Марија Браун е одлична представа и се надевам дека ќе оставите убав печаток и пред жури комисијата и пред прилепската публика. Се надевам и јас, искрено. Добро. Подготвува ли нешто друго Струмичкиот театар? Значи да, во моментот подготвуваме две представи. Една детска и една представа за возрастни, каде што детската би требало да излезе некаде до кај 1 јуни. По повод Светскиот ден на детето, а другата треба да биде некаде крајот на јуни месец. Супер. Исто така, сега во понеделник не очекува премиерно излагање на филмот Најголемата вистина, каде што е македонски филм и ќе биде во 7,5 часот, во 19:30. Еве, покана до филмофилите да дојдат. Друго што не очекува е утре имаме Под кулите на Струмица, познатиот фестивал. Фестивал на староградски песни и серенади Под кулите на Струмица, добро. Кое издание? Тоа 2.13, 13 мислам дека. Нешто, добро. Да. Исто така, следната недела одиме за Враца, на фестивал во Враца со представата Умри Машки. Таму ќе бидеме до 20 на 21 не очекува Црнила ремикс. Гостување од МКЦ од Скопје, каде што чест и задоволство е бидејќи играе еден наш колега, Горан Ников. И се надеваме дека струмичката публика ќе има шанси и ќе дојде да ја погледне представата, бидејќи е феноменално. Браво. Браво. Значи, многу активности, но имам чувство дека повеќе тасот од вагата навалува на кај театарот, на театарската дејност во Центарот за култура Антон Панов. Се надева нема да ги запоставиш сценско-музичката и секторот за ликовно-галеријска дејност. Така? Што се однесува, мислам, како директор сега на Центарот за култура, значи должност ми е да одговорам исто подеднакво и пред трите дејности. Точно дека театарот е поразвиен во смисол дека цело време има представи, се случуваат нели премиери, изведби, гостувања. И нека биде така, имаше голем вакуум период кога не гледавме ништо. Но истовремено, еве и вечерва веќе се одржа концерт од музичкото од Скопје, каде што учествуваат деца. И мислам дека на тој начин се задоволуват и тие потреби од музичко-сценска дејност, од ликовна дејност, така да. Се надевам дека нема да ги збуниме гледачите, бидејќи зборуваме за синоќа, за утре и така натаму. Овој разговор, иако оди секоја сабота во 20 часот, го снимаме во четврток и поради тоа се тие најави такви какви што се. Се радувам за нештата кои се такви, но те очекуваат и големи проекти во наредниот период. Еве, на прагот сме од летото веќе, јуни, еве кај е. Ја во летото се случуваат убави нешта. Тука е уште едно издание на Меѓународната струмичка ликовна колонија. Претпоставувам подготовките
течат. Се во тек, да. А има и еден огромен настан, еден прекрасен јубилеј, а тоа е 30 години од Меѓународниот фестивал на камерен театар Ристо Шишков. Како одат подготовките? Супер. И Супер. таму се си тече како што треба и се надевам дека тоа јубилејно издание дека ќе се покажеме како домаќини во едно многу добро светло, бидејќи претходните 2 години беше малку така позастанато заради пандемијата, но сега мислам дека кога веќе протоколите се пуштени, дека ќе се врати на тоа старото. Така, нека биде така. И од прилика тоа имав да те прашам во врска со Центарот за култура Антон Панов, но не може да те пуштам од студиото да излезеш без да те прашам што има ново во Црвениот крст, таму си волонтерка, најуспешната волонтерка те избра со тапија, нели, како најуспешна волонтерка. Неодамна го прославивте Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина. Како помина овој настан и кои се активностите во Црвениот крст? Црвениот крст, како и секогаш, незапирливи, неуморливи, значи постојано се случуваат некакви акции и активности од страна на волонтерите, од страна на вработените. Настанот помина прекрасно. Така. Дури така прекрасно може да е прескромно. Мислам дека јас лично бев изненадана од фактот колку луѓе дојдоа да го посетат самиот настан, што тоа докаже дека струмичани знаат Беше полна салата? Да, Да, знаат и го ценат Црвен крст, што е еден убав момент, бидејќи волонтерството е нешто што никој не може да го осети се додека не почне да го прави тоа. Не очекува пехаве недел, тоест пехаве цел период. Тоа се случува од јануари почна обуките и сега веќе се имплементираат малите проекти. Пехаве инаку е промоција на хумани вредности, Црвен крст во акција, каде што волонтери од 14 до 18 годишна возраст прават мали проекти, каде што стават трајно менување во заедницата. Така. И посебна чест и задоволство ми е да кажам дека има голем број на деца каде што сакаат да помогнат и мислам дека тоа треба да го вреднуваме, бидејќи се повеќе и повеќе како што доаѓаат годините, човештвото некако изумира, но ме храбри фактот дека имаме млади кои што се стремат да променат нешто. Супер. А оние редовни нешто си течат онака како што треба. И на крајот последно прашање, млада девојка со свој интереси како млад човек, плюс директорка, плюс активист, нели, волонтерка во Црвениот крст. Како се организираш? Супер, малку така. Не е напорно? Напорно, но за се си има време, ако знаеме како си го искоординираме времето. И убаво е да се работи тоа што се работи со многу љубов и тогаш нема никаков проблем. Се надевам дека со љубов го работиш тоа. Танкица, ти благодарам за гостувањето во емисијава, ти посакувам многу успехи во иднина, во реализацијата на сите активности предвидени во Националната установа Центар за култура Антон Панов, се разбира и во Црвениот крст, и се надевам дека ќе имаме уште многу убави поводи за вакви убави разговори. Благодарам и вам на поканата. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со на програмата на Тавакана Лудвис. До следното издание на оваа емисија. Довидување.